Добар ден, паметна Македонија, добар ден, умни македонци. Знам дека сте веќе на прва и очекувате да почне третото издание Ден среда на кругот на знаењето. Имаме 5 игри, имаме фантастични надпреварувачи, имаме луѓе кои што знаат што сакаат во животот и луѓе кои што ја сакаат Македонија. Ја сакате и вие, пријавете се и бидете дел од ова што се случува тука на прва во Томато студио. Секако, круг на знаење, прв македонски квиз. Човекот кој што вчера победи и денеска му е трето учество во кругот на знаењето, Златко го имаме на позиција 2, но да се запознаеме со човекот кој што прв пат го гледаме во кругот на знаењето. На позиција број 1 поздравете го Давор. И на позиција број 2 поздравете го човекот кој што го поздравувате 2 дена, Златко. Останете со нас. Во овој момент го отвораме кругот. Знаете дека пред почетокот на првата игра не зборуваме многу, ги запознаваме надпреварувачите нешто подоцна, веќе Златко добро го знаеме, ќе видиме што ќе може да извлечеме овој пат од него. Првата игра да или не, 10 прашања, одговарате со притискање на тастерите пред вас точно или неточно и добивате по 2, односно по 1 поен. Играме да или не. Прва игра во круг на знаење со Давор и Златко. Прашање број 1. Најновиот прекар на Арнолд Шварценегер е губернатор, да или не? Давор? Погрешен одговор и двајцата. Точен одговор е да. Сложенката е од неговата функција гувернер и од филмот Терминатор. Прашање број 2. Лебедово езеро е балет, за кој музиката е компонирал Дмитрий Шостаковиќ, да или не? Се гледа дека не го гледате Терминатор, но одите по балети. Точен одговор и двајцата и по 1 поен. Не, одговорот е не, музиката е на Петар Илич Чајковски кој компонирал и Заспаната убавица и Орево кршачката. Прашање број 3. Дарко Панчев во 1988 година од фудбалскиот клуб Вардар премина во Белградска Црвена Звезда, да или не? Точен одговор и двајцата, да. Тој за фудбалскиот клуб Звезда играше на 91 надпревар и постигна неверојатни 84 гола. Прашање број 4. Општината Сарај е најголема од скопските општини по површина, да или не? Златко? Сте биле во Сарај? Златко? Ама не знаете дека е најголема. Точно одговор е да. Со површина од 229 квадратни километри, таа е најголемата скопска општина. На половина од првата игра, да или не, пето прашање вели вака. Дневникот на мотоциклистите е дело на револуционерот Че Гевара, да или не? Златко, си ја читал ли оваа книга? Јас не. Но дај точен одговор. Ова патување низ Јужна Америка го остварил со Алберто Гранадо на мотор Нортон 500. Прашање број 6. Првиот македонски филм Фросина премиерно бил прикажан во киното Манаки, да или не? Не. И двајцата имате неточен одговор, а одговорот е не. Филмот е прикажан на 28 јуни 52 година во киното Култура. Прашање број 7. Највисоката точка на Милениумскиот крст е на надморска височина повисока од 1100 метри, да или не? Дебре луѓе, ни до крстот не сте биле. Имате погрешен одговор на ова прашање, одговорот е да. Крстот е изграден во 2002 година на врвот на водно 1067 метри, висок 66 метри. Спомен плочата каде што е убиен Кузман Јосифовски Питу се наоѓа во скопската населба Козле, да или не? И Златко и Давор по 1 поен, бидејќи имаат точен одговор, одговорот е да. Тој на тоа место бил убиен од бугарската полиција на 25 февруари 1944 година. Предпоследно девето прашање од првата игра, да или не? Првата македонска национална опера е Гоце, да или не? И по оперите не сте, погрешен одговор и двајцата. Одговорот е да, напишан од Кирил Македонски и прв пат изведена 54 година. Последно 10-то прашање и последна можност за 2 поени. Ликот на Спасе во филмот Македонска крвава свадба го толкува Коле Ангеловски, да или не? Златко, ти имаш точен одговор, 2 поени за тебе. Не, филмот премиерно е прикажан на 1 јануар 67 година, ликот на Спасе го толкува Зафир Хаджиманов. По завршување на првата игра, изедначен број на поени. 5 поени за Давор, 5 поени за Златко. Ја играме втората игра, Скала, во кругот на знаењето. Пред да преминеме на скалата, да преминеме и да го запознаеме подобро нашиот нов надпреварувач Давор, кој што носи исто име како мојот внук. Давор, која година си роден? 79. Внук ми е 2001, малце е помлад од тебе. Има разлика. Кажи ми кој е Давор? Давор, мач на Фросина, татко на Леа, газда на Лето.
Работам во наш свет, Така. на кратко. Уште ли го читаат наш свет како на времето, јас го Да. обожавав тој вестник. Таргетот уште не е ист, 5 до 8. Значи мој таргет. Супер е со млади да се работи, за млади посебно. Така. Какви барања имаат децата во врска со вестникот? Најчесто актуелни случаи, дали се спортисти, музичари, глумци. Имаме ли паметна младина? Многу надежни имена има. Тоа ми се допаѓа Да, како има и рубрика најталенти, така да... Имаме добри таленти во Македонија. Да. Златко, изминативе 2 дена те прашавме за жена, за деца, за фамилија. Има ли нешто што сакаш да ни го кажеш ти? Искористи ги 10 секунди најпаметно што знаеш. Имаш можност пред цела македонска публика. Па, нема, тоа е тоа, мислам, у кратки црти тоа. Која музика ја слуша Златко? Па, Највеќе. повеќе слушав забавно, рок, како да кажам, але Лед иако Цепелин? и народната не ми е непозната. Лед Цепелин во комбинација со... Да, Лед Цепелин се Томовска малце Виолета. постара генерација, јас не сум толку стар. Така. 49 години имавте. Да, Уште ги имате тие години. да. Така е. Давор и Златко ја играме втората игра Скала. 7 поими поставени еден по друг. По пат на асоциација добиваме нови поени и нови поими откриваме. Ја играме Скалата со Давор и Златко во круг на знаење. Во овој случај, бидејќи имаме изедначен бодовна ситуација 15:5, а оваа игра ја почнува оној кој што има помал број на поени, секогаш даваме предност на позиција 1 или позиција А, тоа е Давор. Давор, првата асоциација за тебе, односно поим е ветер, што треба да асоцира на буквата Е. Едрилица, Едрилица. Така е, 2 поени. А едрилицата е асоцира на нешто на П. пилот, Пилот. Така е. Нови 2 поени, буква Р. понато. Понатаму. Златко, буква О за тебе. Робот, Робот. Не, буква Дж за Давор. Роджер, Роджер. Така е, 2 поени Давор. Роджер асоциација. на- зајак, Зајак. Така е, зајакот Роджер. Зајак те асоцирали на нешто? Морков, Морков. Одлично, и последниот поим на буквата С. Давор. стебло, Стебло. Не. Буква А за Златко. понатаму. Понатаму Давор, буква Л. Сал. Асоциација на Морков. салца, Салца. Морков. Салца од Морков прв пат слушам да дека се Знам. прави. Златко, Салата. буква А. Салата, Салата. Точен одговор. Морковот го ставаме во салата, Давор не во салца. Ветер и салата, Златко даваат финално решение кое што тебе би ти донело 6 поени доколку го знаеш, а доколку не си сигурен можеш да купиш буква. И ќе ти одземеме 2 поени. Ветер и салата. понатаму. Понатаму Давор, ветер и салата, купуваш буква или погодуваш? буква, Буква за Давор минус 2 поени, буква Г. Ветер и салата. гром, Гром. Гром салата, ама не е гром. Златко, буква или погодуваш? Понатаму. Понатаму. Не можеш понатаму. можам. Уствари, можеме понатаму, така е. Давор, буква или погодуваш? понатаму, Понатаму. Златко. Купи си една буквичка, шо? 2 Ајде поени. купиме, да. Ајде, у минус ке влеземе, Златко, со тебе со поениве. Минус 2 поени, буква Р. ГР. Ветер и салата. Грција, да. Грција. Имаат ветер у Грција периодот, да ти кажам. Да, ама Салата не ќе на да е грчки. Грција. Давор, буква или погодуваш? буква, Буква, минус 2 поени, буква А. Гра. Ветер и салата. Асоцира нешто на гра. град, Град. Град. да, Дали е град? Времето измина за оваа игра. Давор кажа град, но поимот кој што го баравме, финалното решение е граф. Салата од граф и ветер граф. Тоа е добра асоциација. 10 поени, односно 6 поени од финалното решение остануваат кај мене. Златко, можеме ли да играме твојата скала? Може. Еве го првиот поим за Златко. Топче.
а она што треба тебе да асоцира на топче започнува на буквата С. Снег. Снег. Така е, 2 поени, Златко. Буква В. Како асоциација на снег. Вода. Вода. Така е, Златко, нови 2 поени, буква Ж. Жет. Жед. Не, буква И за Давор. Живот. Живот. Жива. Се прифаќа. Буква О, асоциација на жива. Понатаму. Понатаму. Буква Г за Златко. Огин. Оган. Огин. Оган. Дали оган? Огин. Не, буква Р за Давор. ОГР. Огрев. Огрев. Не, буква А за Златко. Ограда. Ограда, жива ограда, така е, Златко, 2 поени и повторно буква Ж. Нема бегање до важно. Железна. Железна. Не, буква И за Давор. Жи. Жица. Жица. Така е, жица асоцира на нешто на Р, Давор. Решетка. Решетка. Не, но сепак, Златко, втората буква е Ре. Решодан. Решо. Не. Давор, буква К. Рекорд. Рекорд. Не, Златко, буква Рекет. е. Рекет. Така е, Златко. Последни 2 поени заминуваат кај тебе и можност повторно да го погодуваш финалното решение, составено од топче и рекет. За 6 поени или можеби купуваш буква. Купувам буква. Купува буква Златко, минус 2 поени, буква П. Топче и рекет, П. Да му дајме предност на Давор. Може. Може. Давор, купуваш буква или погодуваш? Буква. Буква минус 2 поени, буква И. Топче и рекет, Пи. Понатаму. Понатаму, Златко, буква или погодуваш? Буква е. Буква. Минус 2 поени, буква Н. Пинг-понг. Пинг-понг. Така е, Златко. Потроши многу поени за купување на буква, но повторно 6 поени одат кај тебе. Пинг-понг, топче и рекет дадоа финално решение од скалата која што ја игравме во денешниот ред, поред круг на знаење. Останете со нас, бидејќи имаме уште 2 игри и ништо не е решено. 15 поени за Златко, 13 поени за Давор на позиција број 1. Останете со нас. Давор, 13 поени, Златко 15 поени. Играме игра посветена комплетно на Македонија, игра која што ги сузбива сите оние стереотипи дека никој ништо не знае за нашата татковина. Сепак не е така. Ќе ни покажа Давор и Златко, а оној кој што бира прв категорија е надпреварачот со помал број на поени, Давор со 13 поени, тоа си ти. Имаме 6 категории одлични за тебе. Да ги видиме категориите од ликовите. Првата категорија е филм, забавна музика, историја, географија, председатели, преродбеници. Давор? Филм. Филм. Филм посветен на Милчо Манчевски, целосна категорија. Нашиот најдобар, еден од нашите најдобри режисери. Прашање број 1. Која награда ја доби филмот пред дождот на фестивалот во Венеција во 1994 година? Уште 5 секунди за пријавување на Златко, бидејќи Давор веќе се пријави. Давор? Златен лав. Точен одговор, 2 поени, Давор, за тебе. Филмот доби Златен лав за најдобар филм на фестивалот во Венеција 94 година. Прашање број 2. Која година Милчо Манчевски дипломирал на факултетот за филм и фотографија во Илиноис, Америка? Немаше пријава од вас двајцата. 82 е годината. Освен на факултетот за филм и фотографија, студирал и историја на уметност и археологија. Прашање број 3. Како се вика серијата на спотови за туристичката промоција на Република Македонија? Златко, уште 2 секунди се пријавиш. Не се пријавуваш. Давор? Македонија Таймлес. Или Македонија, вечна на македонски, вечна, да. точен одговор, Давор. На овие спотови Милчо Манчевски се појавува како сценарист и режисер. Прашање број 4. Кое признание му го додели владата на Република Македонија на Милчо Манчевски во 1995 година? Давор, ти мислам дека треба да напишеш книга за Милчо Манчевски. Одлично го познаваш. Ако погодам, амбасадор на културата. Не, 11 октомври немој да пишуваш книга, Не минус пишувам. 2 поени. Добитник е и на признанијата Мајка Тереза за хуманитарна работа и амбасадор на култура на Република Македонија.
Прашање број 5. Манчевски пишува проза и во 1999 година е објавена неговата книга под кој наслов? Духот на мајка ми. Оваа книга македонската традиција и она на американскиот запад. Прашање број 6 за Милчо Манчевски. Кого ангажира Милчо за музика во својот филм Прашина? Давор пријавен си, но почекуваме пријава од Златко. Давор, веќе не чекаме, повели. Кирил Џајковски. Така е, Кирил Џајковски и Милчо Манчевски биле членови на македонската електрогрупа која? Знаеш ли? Бастион. Прашање број 7. Кој е родниот град на познатиот режисер Милчо Манчевски? Не знаевте дека Личи дека е Скопје, ама... Личи дека е Скопје и Скопје, точно одговорно не се пријавивте. Роден 18 октомври 59 година во главниот град на Република Македонија Скопје. Прашање број 8. Кој е последниот долгометражен филм во режија и сценарио на Милчо Манчевски? Давор? Мајки. Така е, Мајки е филм снимен 2010 година и беше кандидат за номинација за Оскар. Предпоследно девето прашање за Милчо. Джозеф Фајнс и Дейвид Уенхам се актерите со кои Манчевски соработуваше на кој филм, Давор? Прашање. Прашина точен одговор. Филмот е приказна за љубовта, но и за омразата која доведува до фатален крај на главните ликови во Прашина. Последно прашање и последна можност за 2 поени. Доктор Лазар Перков, доктор Вера Перкова, доктор Карапузовски и доктор Шишкин се ликови од филмот кој, Давор? Сенки. Така е, Сенки, последните 2 поени заминуваат кај тебе. Сенки е филм од 2007 година, снимен на повеќе локации во Скопје и во Охрид. Ја завршивме третата игра, ги завршивме ликовите, покажавте фантастично, посебно, Давор, знаење за категоријата која што тој ја одбра, Милчо Манчевски и македонски филм. Уште 2 игри до крајот на денешниот круг на знаење. Останете со нас. Давор, 23 поени, Златко 15 поени, влегуваме и ја играме четвртата игра на буква. Како деца многу сте играле, знам, на буква, вклучувајќи ми и мене, но имаме една модифицирана, генетски изменета на буква. 5 можности, 60 секунди, погодувате замислен поим. Играме на буква. Прв кој што игра е Златко, бидејќи има помал број на поени, 15. Златко, првата буква од нашиот замислен поим е буквата С. 60 секунди почнува да течат сега и 5 можности за погодување. Сабја. Сабја. Само С на точно место. Сирак. Сирак. С на точно место, К на точно место и И го има во зборот, но не на точно место. ...25 секунди до крајот. Еве ги критичните 10 секунди. Златко, твоето време истече, но Давор има можност да освои 10 поени и да го погоди замислениот збор кој што требаше Златко да го погоди. Давор, 10 секунди за тебе, погодуваш сега. Давор не се ни обиде. Да, Поимот кој што го баравме беше стоик. Стоик. 10 поени, никој од вас не ги освои. Имаме уште една на буква, овој пат Давор ја игра неговата на буква. Давор, прва буква С, 60 секунди почнува да течат сега, 5 можности за погодување. Собар. Собар. Само С, точно место. Струк. 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 С и К, но на К не ти е на точно место. Скели. Скеле. Скели. Скели. С и И на точно место, К и Е ги има во зборот, но не се на точно место и 20 секунди до крај.
Монструозните 10 секунди дојдоа. Секни. Секни. Истече времето, Давор. Златко, сега ти имаш можност да погодуваш поим кој што Давор не го погоди. 10 секунди за Златко почнуваат сега. Сенки. Сенки? Не. Сенки не е зборот кој што го баравме. Секси е зборот кој што го баравме. Тајмингот не ни е баш за секси муабети, но секси беше сепак зборот кој што на никој од вас не му донесе 10 поени. Тука завршуваме и четвртата игра на буква. Давор 23 поени, Златко 15. Како што беше и во третата, така и во четвртата игра. Непроменетна бодовна ситуација. Следува најопасната, најдраматичната цајтнот во круг на знаење. Дојдовме и до цајтнотот. Немаме повеќе време за квизот, но имаме уште само доволно за да ја одиграме последната најдраматична игра. Цајтнот носи 21 поен. На вашите тајмери имате по 40 секунди. Златко, ти веќе тоа добро го знаеш. Давор, 40 секунди, на кој прв му истече времето, тој влегува со 40 нови секунди во вториот круг, но ако ти остане време, Златко, исто да важи за тебе, ги додаваме на новите 40 секунди во втората рунда и можност да ги освоите финалните 21 поен. Договорено? Океј. Играме цајтнот во круг на знаење сега. Сега почнува оној кој што има поголем број на поени. Давор, тоа си ти и не заборавате, имате по 2 џокери. Давор, на кој познат светски бренд е основач Адолф Даслер? Адидас. Точно. Златко, кои два континента ги дели Босфор? Европа И Азија. и Азија. Златко, која е најпознатата слика на Пабло Пикасо? Понатаму, Герника. Златко, колку жени на кралот Хенри VIII го носеле името Катерина? понатаму, 3. Златко, во кој век е роден познатиот мафијаш Вито Дженовезе Дон Вито? 20. 19. Златко, на кој холандски сликар сончогледите се тема на 2 серии слики? Висент Ван Гог, Точно. Давор, како се вика кралот на градот Ур, опеан во епот што го носи неговото име? Златко, бидејќи кажа Џокер. понатаму, Гилгамеш. Златко, како се нарекува зборот што исто се чита од двете страни? понатаму, Палиндром. Златко, колку поени се потребни за отвор во играта позната како хант или бридж? 51. Точно. Давор, кој ми е мајчин јазик на најголемиот број луксембуржани? Понатаму. Луксембуршки јазик. Давор, кој актерка кој игра ликот на Лара Крофт во филмот Ограбувачи на гробови? Анџелина Џоли. Точно. Златко, која е најголемата градба на земјата изградена од човекот? Бурдж Давор, Калифа. Кинески ѕид. Ау, не знам. Давор, во која држава се наоѓа космодромот Бајконур што го користи Руската селенска агенција? Понатаму. Казахстан. Давор, кој византијски цар е Петрус Сабатиус роден во Тауресиум? Понатаму. Јустинијан I. Давор, кој име го носи правниот факултет во Скопје? Јустинијан I. Точно. Златко, на кој познат мафијаш партнер му бил Мајер Ленски? Понатаму, Лаки Лучијано. Златко, како се вика момата што ја грабнува Осман брег во македонска крвава свадба? понатаму, Цвета. Златко, како се вика нултиот меридијан? понатаму, Гринич. Златко, кој е напишал книгата Куо Вадис? понатаму, Хендрик Смат. Златко, што се плашат луѓето ако имаат танатофобија? Истече времето за Златко. Давор, во следната рунда влегува со речиси 14 секунди предност пред Златко. Дали тоа ќе биде доволно да ги освоиш финалните 21 поен? Ќе видиме. Втора рунда од цајтнот сега. Златко, кај нас од А до Ш, кај грците од понатаму, не. Алфа до Омега. Златко, кој град високо во Андите го изградиле инките? Понатаму, Мачу Пикчу. Златко, кој е основниот алкохолен пијалок во коктелот Куба Либре? понатаму, Рум. Златко, кој го насликал таванот на Сикстинската капела? Џокер, Микеланджело. Точно. Златко, Клинт Иствуд доби Оскар за режија на филмот Девојка од милион. долари, Точно. Давор, која држава е единствениот постојан наблюдувач во Обединетите нации? Русија. Ватикан. Давор, која е првата пејачка што имала 30 хитови во топ 10? Мадона. Точно. Златко, капетанот на подморницата Наутилус се викаше понатаму, Немо. Златко, колку тонови има една септима? понатаму, 7. Златко, како се вика дивиот коњ во Северна Америка? понатаму, Мустанг. Златко, на кој клан му припаѓаше Марија Шрајвер, сопругата на актерот и политичар Арнолд Шварценегер? понатаму, Кенедиеви. Златко, хипопотамус амфибиус е најтешкиот коњ на светот и е познат како... Индуски коњ. Точно. Давор, колку копнени соседи има државата Република Мадагаскар? Нема копненци. Така е. Златко, колку жици има класичната шпанска гитара? 6. Точно. Давор, кој мафијаш бил наречен премиер на подземјето? Џокер. Златко?
Ал Капоне. Френк Костело. Златко, во кој филм Вил Смит го толкува Мохамед Али? Филмот се вика Али и Златко, твоето време истече. Го имам победникот во денешниот круг на знаење, Давор, 44 поени. Честитам, Златко, после две победени игри после две победени круг на знаење, седиш дома со 15 поени и парична награда од нашиот круг на знаење. Давор, ти остануваш понатаму и се гледаме со тебе утре. Се гледаме ние повторно утре во круг на знаење, не заборавајте. На прва. Чао, чао. Брз, динамичен квиз. Добро е што е за Македонија, ќе научиме нешто повеќе за нас. Третата бев малце постап, мислам тоа и Давор не ми го дозволи, беше многу добар противник. Мислам дека филм убаво ни пресуди. Сакав да имам 3 победи, ама на жалост се погоди многу добар игра спред мене Давор. Задоволен сум како поминав, задоволен сум од квизот, се надевам дека ќе стигнам до 3 победи, ќе видиме како.